Методологијата за пресметка на пензии треба да се промени. Ова е договорот од првиот состанок меѓу владата и пензионерите за покачување на пензиите. Моделот кој пензионерите го предложија, а кој предвидува усогласување со растот на трошоците за живот и просечната плата, е ставен на маса. Надлежните допрва ќе го анализираат. Пензионерите задоволни од првиот состанок. Кога станува збор за усогласување на пензиите, што е навистина многу значаен институт, бидејќи преку него се одржува реалната вредност на пензијата, предлагаме евентуално да има и правен основ во законот во одделни периоди, доколку има, да речеме, повисок пораст на трошоците на животот, да имаме и примена на дегресивна скала на усогласување на пензиите, а тоа со други зборови значи да се даде еден поголем процент на пониските пензии. Следната средба се договориме да биде некаде на почетокот на март месец и мислам дека тогаш ќе имаме конечно решение, затоа што е договорено да владата направи симулација врз основа на нашите предлози. Свој предлог има и владата, но детали засега не се откриваат. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики тврди дополнителни средства од буџетот не се потребни. Пензискиот фонд е стабилен. Дека има зголемени приходи, не значи дека се зголемени придонесите за пензискиот фонд, туку значи дека со зголемувањето на платите во реалната економија, со развојот во реалната економија, придонесите по основна плати се зголемуваат. И тоа го прави стабилноста на пензискиот фонд да биде осигурана. И тоа е тоа што ние сакаме да го обезбедиме. Нема да се усогласиме сите овие партнери овде што ги гледате. Никако нема да направиме решение кое што ќе значи за 2 години нестабилност на пензискиот фонд. Дискусиите продолжуваат и во следниот период. Очекувањата се на почетокот на идниот месец да се постигне и конечен договор.